Кога се прават деца, никој не размислува колку се битни ембриолозите и колку е важна нивната умешност да знаат да детектираат добри ембриони пред да се имплементираат во матката. Во овој подкаст сертифициран доктор ембрионолог, доцент доктор Валентина Сотировска ќе ни зборува точно за една сложена постапка за која што ние од нас кои не сме во таа бранша воопшто не знаеме што може да се случи, како може сето тоа да се насочи на добар пат. Добро ни дојдовте. Доктор Гужанова? Јас исто како тебе, односно само ќе слушам, заради тоа што ова не е моја област. Така, ќе се мешаме повремено со прашања. Јас повремено јас само ќе се слушам, бидејќи тоа е работа на ембриолозите. Значи гинеколозите треба да достават јајни клетки до ембриолозите, после тоа чудото во нивни раце се во рацете на ембриолог. Што се случува во вашите раце? Благодарам на поканата. Оплодувањето на јајната клетка и на сперматозоидот не е само биолошки процес, туку тоа е една фасцинантно случување за од кое што се создава новиот живот, односно тоа го дава и смисолот на нашето постоење. Меѓутоа, за да се создаде тој живот и да тој живот трае понатаму, потребно е да создадениот ембрион има една правилен развој, правилна насока на развивање на истиот и треба да помине неколку последователни развојни предизвици за да може да се развие до стадиум на така наречен бластоцист, односно стадиум на развој на тој ембрион пред истиот да се имплантира во матката на жената. Интересен е фактот дека во првите 3 дена од развојот на ембрионот играта ја води јајната клетка, односно играта ја води мајката. Повторно жената. Повторно жената, токму така. Зошто го кажувам тоа? Затоа што имате јајна клетка, имате сперматозоид. При нивното фузирање, односно при нивното спојување, од сперматозоидот се добива само јадрото, кој што ги содржи хромозомите, односно ја дава ДНК-та на партнерот, односно на мажот. Додека пак јајната клетка, која што е најголемата клетка во женскиот организам, покрај генетскиот материјал ги содржи сите оние потребни компоненти, така наречени органели, нели стручно кажано, кои што ќе му дадат сила на новонастанатиот ембрион, ќе му дадат енергија, ќе му дадат храна, значи нутритиенти и помошна структурна помош да тој ембрион почне да правилно да се дели и да се развива. Значи, таквата игра се случува до 3-тиот ден од развојот на ембрионот, кога тој достигнува некој така наречен 8-клеточен стадиум, значи ембрион кој што се состои од прилика 8 клетки. Веќе на тоа ниво имаме доволен број на клетки за да може да настане активација, односно експресија на бебешкиот геном. Значи веќе почнува активацијата на гените на развојот на самото бебе, кој што треба да продолжи понатаму до стадиум на бластоцист, до неговиот развој во 5-тиот и 6-тиот ден од неговиот еволутивен развој. И тука ги гледаме најголемите промени. Значи, доколку сетот на хромозоми кој што претходно се склопил помеѓу мајката и таткот е добро склопен, од тој аспект гледаме дека ембрионот ќе има убав развој понатаму и ќе продолжи да се развива. Доколку настанала некоја така наречена анеуплоидија или така наречен генетски проблем кој што не дозволува тој ембрион да продолжи да се развива, ние ќе имаме прекин во делбата и ембрионот ќе остане во истиот стадиум како што бил на 3-тиот ден од неговиот развој, додека нели мајката, односно јајната клетка ја помагала целата таа игра во развојот на ембрионот. Значи играта може да се прекине, може да се прекине за да се смени такт. Токму така. Од тие причини чисто пати може да се случуваат забременување кај жената, кои што може да резултираат и со спонтани абортуси како резултат на таа природна селекција на ембрионите. Поради настанатите неуплоиди кои што едноставно не дозволуваат понатамошен развој на ембрионот, кој може да се случат и ин виво и ин витро, значи ние тоа можеме да го гледаме преку со нашата високо софистицирана техника која што имаме во лабораторијата, позната како таймлапс. Во реално време можеме да ја следиме делбата на тие ембриони и да гледаме во кој стадиум од развојот на ембрионот во тие први 5-6 дена кои што се многу клучни, да видиме во кој дел од развојот прекинува делбата на ембрионите со цел да знаеме кој е проблемот со тие ембриони.
Кај ваквите ембриони, доколку имаме, значи, прекини во делбата или доколку ке пациентката имало претходни спонтани абортуси или пак во најлош случај се создале ембриончиња кои што имаат веќе некој докажан синдром или пак партнерите носат веќе некоја докажана структурна генетска промена во нивниот кариотип, кај таквите пациенти препорачуваме да се направи преимплантациона генетска анализа, позната како PGD техника. Еве да им објасниме и на гледачите, гаметите всушност половите клетки имаат колкав број на хромозоми за да оно што е како информација добро да се знае кога се прави таа делба со одстапување, колку не сме да има, колку може да има, колку не може да има. Значи, гаметите, јајната клетка и хромозомот носат хаплоиден број на хромозоми или половичен број на хромозоми, по 23 пара на хромозоми, и кога ќе се спојат тие во ембрионот, треба да дадат ембрион кој што ќе има 46 број на хромозоми. Чисто никако не сме помалку или повеќе, или некои други структурни реанжирања на самите хромозоми може да доведат до создавање на вакви синдроми кои што најчесто резултираат со прекини, значи во бременоста, или пак може да резултираат со давање на друг тип на синдроми од типот на Даунов, Патау, Едварсов и така натаму. Значи сепак некоја генетска композиција која што одстапува од она што е нормално. И затоа е битно да се детектира на време. Токму така. Возраста кај мајката е една од клучните фактори кои што може да доведе до создавање на вакви анеуплоиди, и затоа она што го напоменав на почетокот дека јајната клетка има водечката улога во првите 3 дена од развојот на ембрионот, е токму овој факт дека нас ни е потребна квалитетна јајна клетка, а квалитетна јајна клетка можеме да добиеме само на помлада возраст. Значи затоа што на 35-та година веќе драстично упаѓа и квалитетот и квантитетот на јајните клетки, и од тие причини овие жени веќе кои што се со надмината возраст се соочуваат со создавање на ембриони кои што имаат повисок степен на анеуплоид. Да, јас би нагласила тука и за јајните клетки дека, нели како што кажа, прво, секоја клетка во нашето тело има 46 хромозоми, односно нели 23 пара на вакво на хромозоми. Едниот хромозом е од мајката што си наследил, а другиот од таткото. Тоа се што се хромозомите, тоа е целиот генетски материјал спакуван како во вид на хромозоми, значи во самото јадро на секоја клетка. Единствено гаметите, тој сперматозоидите и јајните клетки содржат по половина број. Зашто? Заради тоа што кога ќе се спојат, треба да дадат еден организам, една целина која што ќе има и особини од таткото и особини од мајката. За јајната клетка точно најголемиот фактор, значи не мора да има никакви проблеми ниту партнерите најчесто во структурни промени на хромозомите, затоа што во број на кој има на хромозомите, тогаш е тоа или некомпатибилно со живот, или пак тоа е живот кој што не носи полн здрав социјален вакво активен живот, како што се различни синдроми, најчесто Дауновиот синдром, Тарнеровиот синдром и потоа другите Едвардс и Патау, кои обично не се компатибилни со живот, но има и многу други кои што едноставно не одат понатака од 6-7 гестацијска недела, дури да дојде до бременост, доаѓа до спонтани абортуси. Возраста кај мајката и исто така морам да напоменам, тоа најнови студии го покажуваат, дури кај полицистични јајници, жени со полицистични јајници е зголемен бројот на анеуплоидни клетки, и тоа големен бројот на анеуплоидни ембриони заради тоа што тука имаме хормонски дисбаланс, андрогените, хиперандрогенемијата што владее, што се наоѓа во фоликуларната течност, и кај хиперинсулинемија заради тоа што има голема количина на IGF-1 во фоликуларната течност, исто така доаѓа до проблеми со делбеното вретено и проблеми во бројот на хромозомите на јајната клетка. Ако вака детално и стручно се анализира и тој предимплантацијски момент, тогаш значи дека инвитро не може да има никаква опасност од да се лизне или од раците на ембриолозите, докторите, и да се има несакана бременост со или погрешен број на хромозоми. Значи нема никаков ризик од така. Не, напротив има. Да. А ќе објасни кога би немало таков ризик, да.
Резултатите кога ќе стигнат од преимплантационата генетска анализа на ембрионите, кои што сме ги добиле по пат на биопсија на ембрионите, најчесто правиме тоа на 5-тиот ден од развој, значи ги биопсираме ембрионите, ги биопсираме бластоцистите и тие селектирани клетки ги спраќаме во генетска лабораторија со цел да видиме каква е генетската композиција на соодветниот ембрион, кој што ќе биде и генетски репрезент за самиот ембрион. Резултатите кога ги добиваме од генетската лабораторија може да бидат во 3 форми, значи може ембрионот да биде еуплоиден, што значи дека е нормален ембрион во однос на бројот и на структурата на хромозомите, значи сите клетки се одговараат, значи на нормален здрав ембрион и тие ни се првата одбрамбена линија, значи на ембриони кои што веднаш нели ги трансферираме за да добиеме здраво потомство. Втор тип на резултат може да биде анеуплоиден ембрион, тоа е значи ембрион кој што има комплексна промена во генетската структура во својата генетска структура и таквите ембриони најчесто завршуваат нели со спонтани абортус или со многу низок степен имплантација и затоа тие ембриони воопшто не се ни трансферираат. И третијата категорија, да кажем, на резултати е така наречени ембриони со мозаицизам. Што значи тоа? Тоа се, самиот збор кажува, мозаицизам мешавина. Значи, покрај здрави ембриони во ембрионот може да постојат една или две или повеќе клеточни линии кои што одстапуваат од здравото. Значи, има покрај здравите клетки имаат и генетски променети клетки, затоа се нарекува и ембрион со мозаицизам. Овие ембриони спаѓаат во така наречена сива зона, од причина што можат да резултираат со здрав ембрион, меѓутоа можат да дадат и спонтани абортуси. Што значи и таков резултат? Треба да се види колкав е степенот на тој мозаицизам. Значи, треба да се види колкав е процентот на тие клетки кои што одстапуваат во однос на нормалното. Затоа тој мозаицизам се класифицира на 3 подгрупи. Ембриони кои што имаат од 20 до 30% на абнормални клетки, покрај значи нормалните, тие веќе се исто така погодни за трансфери, затоа што резултираат најчесто со раѓање на здрав плод. Тука се поставува уште еднашка прашањето, што се случува значи со мајката природа на ембрионот, со тие што биле детектирани 20-30% на абнормални клетки. Дали ембрионот има способност за самокорекција, значи за автокорекција, за да може да ги отстрани тие клетки што не чинат и да доминираат оние здравите клетки за да се добие и здраво потомство. Гледате, природата на секој начин се бори да она што е здраво да го избутка, значи да се роди здрав ембрион, а она што навистина не чини по природна селекција да го отстрани за да не се создаваат или со многу помал процент да се создава потомство со генетски абнормалности. Втората класификација на мозаицистични ембриони е со процент од 30 до 50%, кога веќе тука имаме индивидуална одлука, значи тоа е одлука тука на генетичар, на гинеколог, на ембриолог и сепак последната одлука ја дава и пациентот, дали сака ваквиот ембрион да се трансферира или не, во зависност од тоа што постои ризик да не се имплантира таквиот ембрион или понатаму тој ембрион треба да се следи со помош на овие други неинвазивни техники во текот на бременоста со цел да нема случајно создадено некој синдром во текот на неговиот развој. И доколку последната класификација на мозаицистични ембриони ни покаже дека имаме над 50%, над 60% веќе на други абнормални клеточни структури покрај нормалните, во тие случаеви веќе е прашање дали воопшто треба да се трансферира таквиот ембрион од шансата што веќе е зголемена и такако процентот е зголемен на анеуплоидични ембриони кои што може да дадат нели спонтани абортуси. Значи сепак може тоа и во лабораторија да се детектира конзилиумски, да се реши да се упати пациентот со дали е тука за да биде поясно на гледачите, значи ова е резултат кога ќе се прави генетско испитување на ембрионите, тоа е PGTA или PGTS или PGT-T, како беше,
кој што ние го правиме рутински во нашата лабораторија, и тоа е за да знаеме со сигурност каков ембрион враќаме генетски, значи, односно не правиме ние тука никаква селекција на бебе по мерка, генетска мерка, туку правиме само ембрион да не се враќа болен ембрион, кој што би бил ќе резултира со неуспех, со спонтан абортус или пак во најлош случај со раѓање на дете со проблеми за понатамошен живот, односно некомпатибилност за живот. Доколку не се одлучи да се прави генетско испитување, аз ќе нагласам дека нашата лабораторија е спремна и тоа рутински го прави, имаме многу убав успех со генетското преимплантацијско испитување што го работат ембриолозите. Доколку не се прави тоа генетско испитување на ембрионите, шансата да се врати анеуплоиден, она што го праша претходно дека нема ризик, има ризик, дека шансата да се врати анеуплоиден ембрион, заради тоа што и ембрионот кој што има погрешен број на хромозоми може да изгледа морфолошки сосема во ред, значи да ги има сите карактеристики на морфолошки, значи на изглед надворешно здрав ембрион, а да внатре содржината да не е на здрав ембрион. И шансата да биде, па посебно кај инвитрото, е 40 до 60%, заради тоа што во една година кај жена, доколку секоја јајна клетка би се оплодувала секој месец, шансата за анеуплоидија е 40 до 60%. Тоест, во една година една жена овулира 13 пати. Од тие 13 пати 40% до 60% има шанса да биде, односно да е анеуплоидна клетка. Сето тоа што се случува во една година, нели во самото инвитро, се дешава во еден циклус на стимулација. И кога не правиме генетски тестирање на ембрионите, може да се случи и најчесто причината за спонтаните абортуси после инвитро или за неуспехот после инвитро е генетски неадекватен ембрион. Но кога ќе се одлучиме да се направи генетски заедно со парот, да се направи генетско, и ако добиеме еуплоиден ембрион, тогаш шансата за успех е некаде 90%. Зависно од возраста. Од 70 до 90% е шансата за успешна бременост, здрава бременост, и нормално ако да се износи бременоста ќе зависи после од други фактори, од мајката, од матката, од општата здравствена состојба кај матката и така натаму. Но секако дека овие проценти се и тоа како драгоцени кога сака некој да се оствари како родител. Дали можете уште нешто да ни, да завршиме, да го завршиме овој подкаст со некој заклучок или нека информација која ќе ни биде драгоцена? Бидејќи почнавме веќе рутински да работиме оваа техника во нашата лабораторија, навистина имаме одлични резултати. Јас би препорачала на пациентите сите кои што имаат вакви проблеми од неколку спонтани абортуси, од веќе детектирани неуспешни инвитра, веќе детектирани генетски проблеми во нивниот кариотип, значи како носители на некои заболувања, дека можат на ваков начин со ваквите тестови да го решат овој проблем и да добија здраво потомство. Okay. И затоа не откажувајте се од вашите соништа, обратете се таму каде што тие се остваруваат. Во нашата Newborn клиника со еден Dream Team, доктори професионалци, научници кои навистина ќе се заложат за да го остварат вашиот сон, да имате пород.